Благодарам, председавач. Еве, колега, има нешто што не можете да демонтирате. Цената на праските оваа година беше 2 денари килограм. Една гајба 30 денари. Сигурно е така. Дај Боже јас да грешам, прашајте ги производителите на праски во Росово. Ви гарантирам дека е така, оти 10 пати на враќање од Скопје сум купувал за дома цела гајба за 30 денари. Која сорта, не знам. Преубави праски. Еве ви еден економски податок. Од 2006 година до 2016 година македонската економија, а вие добро знаете, со сите негативни влијанија на светската економска криза, растера со просечна стапка на економски раст од 3,2%. Вашава преспособна влада во периодот од 2017-2018 година расте со просечна стапка од 1,45%, што е за 2,2 пати послабо од периодот кога беше светската економска криза. Ова се параметри што не можете да ги демонтирате. За жал. Не можете да му убедите мене, како лаик, економски, а сигурно помалку луѓето од таа фела, дека 27% капитална реализација на капиталните инвестиции до септември е економски бум и дека се сите задоволни. Не е така. Тоа е мизерно. Ништо да не правите, 30% ќе биде. Вие од направеното расипувате. Еве да ви кажам зошто расипувате. Владата на ВМРО ДПМН, таму каде што ме боли мене, и жителите на Пелагонискиот, а не Полошкиот регион, зависиме од артеријата која што ја поврзува Скопје со Прилеп и Битола, експресниот пат. И сега ќе ви кажам што расипавте. Ние обезбедивме 87 милиони евра средства за реализација на експресен пат Скопје, Прилеп, Битола. Обезбедени средства во 3 фази. Не сакам да верувам, но се повеќе се обздануваат шпекулациите, кои што нек не ги потврди инвеститорот од Шпанија Рубау, кој што вика дека заради партиски владини притисоци го раскинувавме договорот, Министерството ни го раскина договорот за изградбата на експресниот пат и сега пред меѓународните судови бараме 110 милиони евра пенали. Од направена работа. Сега требаше да го возиме тој пат, затоа што требаше да биде готов на 1 август 2019 година. Последниве 7 месеци таму нема ниту еден работник. Се сомневам дека нарушена е статиката на тоа што досега е изградено, ама ние од нашите джебови, од тоа што блескаме во економијава, сега треба да патиме 110 милиони евра пенали. А со фискални 5 милиона ќе скинирани 5 милиони. Ова не е прашање, ти треба да се буниш прва за ова, не да дофродаш. Ама како не е договор толку? Средства се обезбедени. Пат нема, работници нема, пенали плаќаме. Пенали за ОКТА, пенали за експресниот пат, са и некои други пенали. Значи ние со другиот буџет само во пенали ќе ни замени. За рудници пенали, секаде ќе што спасуваме пенали. Зошто? Еве за клинички ќе да ти кажам, односно Диме. Наредниот буџет ќе се предвидат средства за почеток на изградба на клинички центар во Република Македонија, кој што би требало да вреди 500 милиони евра. Да ве потсетам дека пред 7 месеци Турција го отвори најголемиот клинички центар во светот. Во светот. Ни Кина направила погорем, ни Индонезија, ни Америка. Турција направи најголем клинички центар. Знаете колку пари кошташе, колеги? Милиарда евра. Дупло поскап од нашиот клинички центар. А ние за 500 милиони евра ќе сме граделе клинички центар. Не ви е тука нешто сумнително? А тие за 100 милиони луѓе направија најдобар и најубав клинички центар во светот. Ама добро е, имаме здравствени работници, имаме комисија, овие што земаат 100.000 денари плата, можеби ќе поверуваат дека цената е реална. Ама вие гласајте си буџети, ребаланси и велете дека се е како што треба. И да привршувам, бидејќи доаѓате од општина Аеродром, а јас како пратеник во Собранието на Република Македонија морам да се грижам и за сите општини, вклучувајќи и за Кичево, и за Битола, и за Кавадарци, и за Прилеп. Најголем проблем според мене на Скопје, кој што беше форсиран и од скопските претеници од опозицијата, од оние паркобрани, шарени револуционери, пленумци, маски, гасмаски, се и се што, имаше и период кога градоначалниците сами се штрекуваа пред владата и министрите одеа на марш пред владата со маски, беше загадувањето.
И сите ние мислевме дека оваа влада, така орна, заедно со незините коалициони партнери од Дом, кој што во програмата му пишуваше чисто Скопје, чиста Македонија, ќе го решат проблемот за загадувањето. И нормално, ако сакаш да решиш некој проблем, треба да имаш пари. И предвидеа неколку милиони евра, мислам дека беа 4, може би беа и помалку за оваа година да го решавале загадувањето. И еве сега, ќе дојде октомври, ноември, пак ќе се трујат. Пак ќе се трујат. Ама нема да видите реакции од овие невладини, што тоаш беа многу загушени. Со овој ребаланс, средствата кои што требаше, според мене, да се зголемат, а тоа го предлагаме ние со амандмани, на ставката почист воздух, намалување на загаденоста, се намалуваат. Има пари за се има пари оваа влада, што е непродуктивно, ама за загадувањето во Скопје, Кичево, Битола, Тетово, нема пари. Тие средства се намалуваат. Побитни се вештачките свеќиња кои што коштаат 800.000 евра, ама вештачки едни тие ги преместуваат од едно министерство во друго и се ги шета. Од аеродром во центар, од центар ќе му ги однеса новој што тепа со граѓани во Шутеоризари. Па после ќе ја препрода во друга општина, ама имаме инвестиции, имаме раст на економијата и граѓаните се задоволни. Не, колега Диме, не носите ноочари, да носите ќе ви речев дека ви се розови, портакалови, виножито, не знам какви. Вие сте реален човек, човек од народот, кој што ја знае вистината, но се надевам и сакам да верувам дека морате да го правите ова што вие длабоко во себе не го мислите. Затоа што не верувам дека има пратеник кој што ќе се согласи да се намалат средствата за борбата против загадувањето. Не се надевам дека има пратеник, а најмалку професор, наставник, било што, кој што ќе речи добро е што трета година со ред се кратат средствата за развој на образованието. Тоа е невозможно. Зошто? За да го наградиме Ману. А зашто да го наградиме Ману? За молчењето. Благодарам. Ви благодарам.